Благодарам на присуството, почитувани представници на медиумите. Дозволете да упатам неколку пораки на една тема која што мислам дека е исклучително важна во овој временски период, во очи посетата на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој на почетокот на јуни, еден ден пред одржувањето на самитот за Западниот Балкан, кој што ќе се одржи во Подгорица, доаѓа во Скопје. Имено очигледно е дека по повеќе параметри станува збор за еден од пресудните временски периоди во кои што проширувањето на Европската Унија дефинитивно и со конкретни чекори е високо на приоритетната листа на Унијата. Имено веќе се разговара за конкретни модели, почеток на процеси кои што ќе значат придружување на Украина, на Молдавија, понатаму активирање на повторно иницирање на референдумот во Исланд за да се продолжат преговорите. Западниот Балкан секако, посебно тоа што веќе е формирана комисија која што го пишува пристапниот договор за Црна Гора, напредокот на Албанија. Имено во многу наврати до сега повеќе земји во пакет влегувале во Европската Унија. Единствено тоа не било така за Хрватска и за Грција. Но сега кога се разговара за повеќе земји, очигледно е дека се спрема пакет за прием во Европската Унија. Исклучително е важно да не останеме надвор од овој процес. Апелирам до премиерот Христијан Мицкоски. Заеднички ја преземаме одговорноста и ја споделуваме одговорноста за спроведување на уставните измени и понатаму за текот на преговори и за било каков предизвик со кој што ќе се соочиме. Ќе седиме заедно на маса сите политички чинители, затоа што е тоа единствениот пат за напредок на земјата. Не постои ризик по ниту една идентитетска одредница. Доколку сега го пропуштиме овој воз, ја пропуштиме оваа можност, веќе се разговара за буџетирањето во Европската Унија и тоа се периоди од 7 години. Ако не влеземе во овој план на Европската Унија, тогаш вратите очигледно е дека ќе бидат затворени. Апелирам да му каже на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта дека ќе го направиме следниот чекор, дека ќе ги направиме уставните измени, имајќи предвид дека пред една година, кога претседателот Кошта беше тука, јасно кажа, не постои план Б, постои само еден план А тој план е преговарачката рамка, која што е веќе усвоена од сите земји членки на Европската Унија. Да не ја ризикува премиерот иднината на земјата и иднината на идните генерации. Денеска видовме уште еден сигнал, кој што е сигнал дека постои волја за проширување во Европската Унија, тоа е нон-пейперот од германскиот канцелар Мерц. Иако има луѓе кои што не се согласуваат со тоа, а тоа е постепено членство, учество во институциите на Европска Унија, и тоа не е дефинитивен документ кој што е усвоен од Европска Унија, очигледно нема да биде усвоен затоа што има несогласување. Апелирам премиерот Христијан Мицкоски да не го користи овој нон-пейпер како дополнително алиби и изговор да не се направат следните чекори кои што, како што сите укажуваат, не може да бидат променети. Да заклучам, јас поделуваме одговорноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јас лично, целокупната коалиција која што СДСМ ја предводи, да ги направиме уставните измени и после тоа седиме заедно на маса додека траат преговорите, додека се отворат и затворат преговорите по поглавијата. Благодарам. Еве ги моите пораки. Прашањето за што да седнеме. Ако треба да се разговара за иднината на земјата и на државата, тоа е единствена работа за која што ја повторно би седнал со него. Инаку не. Тогаш можеме да разговараме поради тоа што се ова ставовите. Ова е патот напред.
Ние можеме да разговараме само за тоа што е на масата и што е потврдено дека е единствениот пат напред од страна на Европската Унија. Не може премиерот да кажува дека Европска Унија не ги загрозува нас идентитетските одредници, односно не го загрозува идентитетот. Тоа е европски документ. Тоа е преговарачка рамка. А како што констатира и председателката Силјановска Давка во преамбулата на европските документи стои дека се почитува сечи еден национален идентитет. Зошто тогаш бараат изговори во различно читање, различна интерпретација на тие документи кои што се прифатени од сите земји членки на Европската Унија? Еве ги јасно и гласно нашите позиции, нашите ставови. Да не го испуштиме моментот. Ќе останеме надвор од сите процеси. Ќе останеме слепо црево на балконот, ќе останеме без буџети. Нема да имаме од што да преживееме овде во државата, младите сите ќе заминат од тука, ако запре овој процес вака сега. Велете. Изви. Еве за кратко. Само во однос на наводите за шпионажа во кабинетот на председателката Гордана Силјановска Давка, како гледате на целата оваа ситуација? Тоа е скандал кој што треба да се расчисти, да има такво продекување на информации како што пишува во медиумите од земја членка на НАТО е најмалку на ниво на скандал. И тука луѓе треба да преземат одговорност, вклучувајќи и председателката. Но тоа мене не ме изненадува. Ние имаме вице-премиер соработник на српските служби, Стоилковиќ. Комуникација со нокните волци, луѓе блиски на Путин. По тој на дневна основа вади информации надвор од земјава. Така да се е тоа, ова владење. Се е тоа, концептот на оваа власт. Се чукаат во гради дека се за Европа, дека се за НАТО, дека исполнуваат реформи, ништо не прават. Ништо не прават. Патот напред се вика уставни измени. Не ги добија сите пари кои што беа предвидени од нас, за нас од реформската агенда. Затоа што не ја сработија реформската агенда. Близу 200 милиони евра имавме на располагање, добија само 65. Ланската година, во првијата половина на годината, исполнети се околу 25% од реформската агенда. Во втората половина на годината, исполнети се 16% од реформската агенда. Во 24-та, исто ни половина. И сега се фала дека добиле пари. Не добиле колку што треба. И колку што сме можеле да добиеме. Затоа што не се заинтересирани за тоа. И можно е ова да се последните пари кои што стигнуваат од Европска унија. Затоа што нема да стават во следните буџети ако ние не го направиме тоа што е потребно да се направи.